Започна градежната офанзива во општина Газибаба за санација и реконструкција на улици во повеќе населени места. Неделава започната е санација и асфалтирање на повеќе од 21 улица, а се работи на уште 8 улици. Се асфалтираат улици во населеното место Инџиково, а се подготвуваат улици за асфалтирање и во Сингилич, Камник, Железара и Трубарево. Како што најави градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски, во населените места Страчинци, Брњарци, Црешево, Булачани и Раштак ќе се асфалтираат улици кои беа оштетени од поплавата, а според најавите на градоначалникот ќе се продолжи со реконструкција на улици и во урбаните места низ општината. На овој начин ја заокружуваме комплетната наша обврска во делот на реконструкција на сите уништени улици кои што беа од поплавата. Секако продолжуваме и понатаму со капиталните улици кои што ни се од суштинско значење. Тоа се улиците во Железара, во Автокоманда, во Кераминица и во Вардариште. Градоначалникот Георгиевски најави дека од септември започнуваат со активности за булевар Асном, кој заедно со град Скопје треба да се изгради од Скопски саем до хотел Русија, а ќе започнат и со техничко поврзување на булеварот пролетна офанзива, кој што треба да ги спои Хиподром и Киселавода, со цел да се создаде побрза врска. Од септември веќе отпочнуваме со булеварот Асном, кој што заедно со градот Скопје ќе треба да го изработиме од Скопско сајмиште до хотел Русија, а од друга страна започнуваме со техничко поврзување на булеварот Пролетна офанзива кој што ќе треба клучката во Хиподром и населеното место Хиподром да го споиме со Киселавода и на тој начин да создадеме побрза врска и можност да луѓето побрзо се движат во овој дел на градот.